Господине Заев, зошто се чувствате толку сигурен сега од кога пуче во рацете на специјалното обвинителство? Зошто на што го темелите? Заради тоа што јас го знам веќе после 11 месеци го знае цела Македонија. Странски служби за шпионажа нема. Насилство врз премиерот е остварено. Остварено е. Предвремени избори се постигнати. Постигната е и техничка влада. Тоа беа индикациите за насилство врз представници на високи државни институции. Абсурден е целиот систем. Бараме правда. Не барам предметот да падне, не барам предметот да се повлече, барам да се отвори до крај, да се испишат учебници во Македонија. Како не требало да се носи правдата во државата. Но најважно од се, да се испрати пораката дека правда е достижна во Македонија, не само за Заев, за сите граѓани пред се и над се, да може да се надеват и да очекуваат правда. Правичен човек да добие правда. Тоа е најважно. А да кажеме рочиште и за подкуп. Тука нешто на коментар околу тоа. Рочиштето за подкуп е закажано на 25 јануари. Да. Дали ќе присуствувате на тоа судење? Јас имам покана за 25 јануари, ја имам преземено таа покана, ја имам прифатено, истовремено да обелоденам, имам поднесено кривична пријава против јавниот обвинител кој што го води случајот, Владо Милошевски, судијата во предистражна постапка. Ве молам и ве упатувам да се упатите за сите дејствија на поднесувањето на кривичната пријава, доставено материјали, потенцирам, од неовластено следење на комуникациите на Зоран Заев, за да може да биде превземено од специјалното јавно обвинителство. Понатаму не коментирам. На 25 јануари јас ќе бидам овде на судско рочиште. Специјалното обвинителство велат дека имаат услови да ги превзема снимките. Кога ќе ги предадете? Штом ќе бидат исполнети условите за предавање на снимките, ние тоа ќе го направиме. Јас сум совесен, согласно закон, носител на вакви информации кои што задират во приватната и интимна природа на огромен број на граѓани на Република Македонија. Штом ќе бидат обезбедени условите за чување на тие материјали, комплетно со се, како совесен имател, во тој исти момент материјалите ќе бидат предадени. Премиерот вчера рече дека може 24 часовно обезбедување, господин Заев. Ги нуди сите услови што А и самото специјално обвинителство велат дека штом ќе ги предадите, тие ќе бидат на сигурно. Само јас знам што треба за чување на тие материјали кои што 11 месеци сум ги чувал комплетно заради доверливоста на приватната природа на огромен број граѓани. Штом ќе имаме доволно информации дека се обезбедени условите, тогаш ќе ги предадеме материјалите. Рекавте дека имате некој судење за клевета сега во Стуница. Тоа е за клевета против господинот Сашо Милковски, кој што јас тужам заради тоа што беше претерано злоупотребено како претседател на политички огранок на Гром. Ваш коментар за аферата со личните карти? Сега се наопачки. Уште еднаш да ги потврдам нашите ставови. Социјалдемократскиот сојуз очекува од Министерството за внатрешни работи, обвинителството и судот да истера истрагата до крај. Не би сакал да отварам дилеми, но само ќе кажам. Преку владините медиуми власта се обидува да ги извитопери сите факти, потенцирајќи и споменувајќи дека во еден момент укажува дека овие фиктивни лични карти не се употребени за избори, за да денеска ја обвинуваат опозицијата за ова работа и истовремено треба да се разграничи што е тоа фиктивни лични карти предадени на крајни корисници, што е тоа фиктивни лични карти предадени преку Фокус и пријавени во Министерството за внатрешни работи заради отварање на истрага. Се отвара дилемата. Зошто требало последна и пол година, од тогаш се завршени последните избори, да се отвори истрага за потенцијално фиктивни лични карти. Но оставам да се занимават со целосна истрага Министерството за внатрешни работи, обвинителството и судството, за да на крајот се даде одговор на прашањата кој, зошто, со каква намера и за која потреба фалсификувал лични карти.